математика? График на линеарна функција. Леле, вие вчера работивте графици, јас многу сакам график од функции да решавам. Ми беше многу криво што па вака ќе го пуштиме подобро, а па ќе ни се менува така. Така. Сега не знаеме како да го задржиме. Со стапчето, Линче. Добро. Вака, значи, денешната лекција за седмо оделенците е график на линеарна функција. Ајде да Претходниот час исто така имавме за функции, но тогаш видовме три од начините на кои што се запишува функциите. Еве нека ни е дадена функцијата x се пресликува во 2x. Тогаш кажавме дека функциите може да ги запишеме со помош на диаграм, со помош на табела и со формула. Овдека функцијата ќе ја запишеме за почеток со помош на табела. Што правиме? Дадена е, значи, функцијата x се пресликува во 2x. Ја составуваме табелата. Значи, земаме вредности за x-от и пресметуваме колку ќе изнесува y-от. Еве за x-от ќе ги земеме вредностите 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Ајде сега да видиме како се добиени вредностите долу во табелата, значи. Заменуваме најпрво на местото на x 0. Само како да ги вратиме назад сега? Не знам ни јас како да ги вратиме назад, наставничке. Вие сте математика, вие сте занимавате со волшебни работи, вие вратите го назад. Не вака, навака само не. Прелистајте ги до крај. Да го вратиме вака назад. Не сака да ги се само напред. Па да, ама јас така и сакам да вклучам. Еве долу имаме. Така? Долу. Може назад? Да. Се враќаат? Да. Океј, во ред, одлично. Еве, сега ќе ни простат малце гледачите. Извинете, наши драги гледачи, но овие функциите се комплицирани сами по себе, уште покомплицирани се кога се на една паметна табла. Памет и памет, некако многу памет. Едва и чекат седмоделенците ова да го видат. Така. Добро, затоа сега ќе побрзаме малку со пресметките. Значи, на местото на x-от ја ставаме најпрво вредноста 0. 2 по 0 е 0. Потоа, следна вредност за x-от е единицата. 2 по 1, 2. Потоа, двојката, 2 по 2, 4. Следна ни е тројката, 2 по 3, 6. А четворката, 2 по 4, 8. Така, 2 по 5, 10. И на тој начин ја пополнивме табелата. Сега, што ни е денешната работа? Ова откако го направивме во табела да го представиме со помош на график. Како се прави тоа? Знаеме дека всушност x и y ни представуваат координати на точки во координатниот систем. Значи, она што треба всушност да го направиме е да ги представиме точките со координати 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, значи така одат во пар, 4, 8, 5, 10. Значи во пар одат x со y. Еве првата точка ни беше 0, 0. Еве, се наоѓа тука. Следната ни беше 1, 2. Значи на x-от 1, одиме нагоре кај y-от е двојка, тука ќе ни се наоѓа втората точка. Третата точка беше 2, 4. Еве, на x-оската 2, одиме нагоре до вредноста за y да биде 4, тука ќе ни биде третата точка. Следната беше 3, 6 координати, еве го x-от, одиме нагоре до вредноста на y да беше 6, таму каде што ќе се сретнат линиите, добиваме точката 3, 6, следна беше 4, 8, значи на истиот принцип, на x-оската ја наоѓаме четворката, одиме нагоре до осмицата на y-оската и уште ја имавме петката, еве петката на x-оската, одиме нагоре, вредноста на y таму ни беше 10, ќе се наоѓа тука. Сега, дали можете да претпоставите што ќе ни представува графикот на линеарната функција? Кога би ги поврзале овие точки сите, што би добиле? Па би добила ова кога би го поврзале? Да, точките кога би ги споиле. Би добила една права. Одлично. Еве, значи како ќе ни изгледа графикот на линеарната функција. Таа ќе ни биде права. Сега, што треба да внимаваме кога цртаме? Бидејќи кажавме дека е права, а ние почнавме да цртаме од тука и завршивме овде. Така. А во никој случај не смееме да почнеме да цртаме од тука и да завршиме тука, затоа што велиме права, а правата нема ниту почеток, ниту крај. Затоа да внимаваме кога цртаме да излеземе малце и од левата страна, односно и од долу, и од страна. десно, односно од горе.
И ова само да го кажеме дека без разлика која е, кои се коефициентите, кои се слободните членови кај функцијата, секогаш незиниот график ќе биде права. Дали ќе биде права на овој начин нацртана, дали ќе биде паралелна или на другата страна минус, завртена, да, но секогаш ќе биде права. Никогаш нема да добиеме криво. Сега, во координатен систем ќе нацртаме уште неколку графици на функции кои што се малку поспецифични. Што може да забележиш овде, Калина, за оваа функција? Можам да забележам дека x нема вредност, а дека y е минус 3. y еднакво на минус 3. На изглед, значи така не изгледа функцијата запишана со формула е така. Y е еднакво само на минус 3, значи x-от ни го нема во оваа формула. Сега ќе погледнеме како се црта графикот на оваа функција. Значи, зошто го нема всушност x-от? Ива да се обидеме сега обратното. Од графикот на функцијата да ги најдеме точките. Преска ги најдовме точките, па преку точките го нацртавме графикот, а сега обратно од графиков да најдеме некои од координатите. Па затоа што точката на x е 0. Еве, ако ја земеме x-от да е 0, што може кога ќе се спуштиме до графикот, забележуваме дека y вредноста е минус 3. Ако добро, отиде и на следната, не е битно, ќе објасним овде. Ако земеме x-от да е минус 1, така? се спуштаме тогаш ќе се спушташе до овде. тука, до што забележуваме дека тука вредноста на y-от повторно е минус 3. Што може да забележиме, значи? Дека без разлика која вредност ја земеме за x-от, y-от е цело време минус 3, па затоа правата која што ја добиваме е паралелна со x оската. А следниот пример ни е обратен. Тука x-от е еднаков на 4. Значи забележуваме дека овде немаме вредност за y, туку имаме само x еднакво на 4. Што може да забележиме каде поминува сега оваа права? Низ бројот 4 на x оската. Така. Че оваа поминуваше на минус 3 на y оската, а ова е на x оската. Ајде да направиме проверка како и претходна. Ако земеме y-от да е 0, 4. 0, x-от е 4. Ако земеме единица, одиме до графикот. Пак ќе биде 4. Пак ќе биде 4. Еве да земеме и негативен. Нека е минус 2, одиме до графикот. Еве тука ќе биде точката, кога ќе отидеме на x-оската ќе биде 4. Че кога имаме ваков облик на функции, y да е еднакво на некој број или x да е еднакво на некој број, секогаш ќе бидат паралелни со координатните оски. И тоа, ако ни е дадено y да е еднакво на некој бројче, тогаш таа ќе биде паралелна со x оската и обратно, ако е дадено x да е еднакво на некој бројче, тогаш таа ќе биде паралелна со y оската. И велина, например, ако требаше да ја нацртаме y еднакво на 2, каде би било? Значи y еднакво на 2. Како би ја нацртаме? Ако y е еднакво на 2, тогаш би била овде. Така. И оската би била вака. Така. Хоризонтална, паралелна. Така, со x оската. А ако беше x еднакво на минус 3? Ако е на минус 3, еве го, x е на минус 3, еве ќе беше овде. Така, одлично. Сега ќе погледнеме малце посложени функции. Значи даден ни е графикот на функцијата y еднакво на 4x минус 3. Графикот за да го нацртаме повторно се служиме со табела. Значи веќе научија учениците уште минатиот пат како се прави табелата, затоа веднаш одиме на цртежот на графикот. Значи со тие координати се добива дека правата на овој график изгледа вака. Сега во истиот координатен систем ќе нацртаме и функцијата y еднакво на 3 минус 4x. За да најдеме пресекот во која што оските Што забележуваме дека овие две прави се сечат. Овдека имавме 4x, тука имаме 3 минус 4, значи си ги смениле знаците. Така. Да видиме уште една функција тука. Сега со жолта боја ни е нацртан графикот на функцијата y еднакво на 4x плюс 3. А првичниот ни беше 4x минус 3. Што можеш да забележиш, Лина, за сината и за жолтата? Дека се две паралелни прави. Паралелни прави. Така. Не се оски. Ајде ќе нацртаме уште една, за да дојдеме до еден заклучок. Сега, ја нацртавме функцијата y со црвена боја, y еднакво на 4, па во заграда имаме x плюс 3 четвртини. Дали гледаш негде црвена боја на... Да, ја гледам црвената врз жолтата. Одлично. Чи затоа гледаме дека овдека ни дојде како портокалово, бидејќи се помешаат црвената и жолтата, односно графиците
на овие две преслика. функции се преклопија. Преклопија. Зошто е тоа така? Овдека имаме знак за множење пред заградата. Па ако упростиме, минатиот пат учевме за упростување нели на функциите и за еквивалентни, ако помножиме сега овдека 4 по x, ќе добиеме 4x плюс 4 по 3 четвртини, четворката и четворката ќе се скратат и ќе ни остане само плюс 3, односно црвената и жолтата ни се всушност еквивалентни функции, па затоа и нивните графици се преклопија. И следната функција е y еднакво на 4x минус 6. Тоа е ова. Таа е. Добро. Што може да забележиме сега за нејзе во однос на сината? Во однос на првата? Дека Повторно се дека се паралелни со паралелни. првата, да, со различни вредности. Значи забележавме дека сината, жолтата и последнава цијанот ни се сите паралелни. Да видиме што е тоа заедничкото за нив, што ги прави да се паралелни. Овде имавме y еднакво на 4x минус 3. Ги прави 4x од паралелни. Значи, бројката пред x-от кај сите е ист 4. Тоа ни се нарекува коефициент. Значи, штом функциите имаат ист коефициент, знаеме дека нивните графици ќе бидат паралелни прави. Ако за првата ни требаше табела, да составиме па од табелата да го нацртаме графикот, за останатите функции понатаму веќе не ни треба табела, односно ја скратуваме постапката со пресметките. Како ќе го најдеме каде е графикот? Да, велиме паралелна, но не е исто дали ќе ја нацртаме паралелна тука или ќе ја нацртаме паралелна тука. Како ќе знаеме каде да ја нацртаме? Тоа ни го кажува слободниот член, односно бројчето кое што нема променлива. Овде кај првата што забележавме? Дека слободниот член беше минус 3. Ако погледнеме графикот минус 3, што забележуваме? Дека графикот ја сече y-носката во бројот минус 3. Кај 4x плюс 3. Еве го графикот, што забележуваме? Дека ја сече y-носката во бројот 3. И последната ни беше 4x минус 6. Тука забележуваме дека ја сече на минус 6. Во минус 6. Вака. Како? Каде стигнавме? Последниот. Последниот, така? Да. Оп. Отворете го ова и на следново да. И уште. Ете го. Ова последниот. Еве го. Така. Значи, еве минус 6-ката, значи оно што може да го забележиме е дека за да знаеме каде треба да нацртаме, слободниот член, бројчето, ни кажува низ која точка ќе цртаме паралелна права. Така. Че ако тука е минус 6, низ минус 6-ката цртаме паралелна права на почетната. Ако го знаеме сега ова, еве да кажеме графикот на функцијата y еднакво на 4x, нека биде минус 1. Каде би се наоѓал Лина? 4x минус 1, тогаш би се наоѓал. Така, значи еве минус единицата ја наоѓаме и само се повлече паралелна влечеме права. паралелно за да помине правата низ бројот. Ви реков дека ги сакам јас функциите. Одлично беше. Да! Ти ништо не научи денеска за функции. Кој? Јас? Да. Се знам! Памет иде до мен да од порано, очигледно. Леле! Ова функциите нешто многу ме тера на спиење. До мене. Наставничке, завршивме со функциите толку часа. За домашно само учениците нека се обидат своји функции да смислат и да ги нацртат во координатен систем. Одлично, многу е возбудливо и интересно. Дома вежбајте графици на функции. Многу беше интересно. Ходиме со кратка пауза и следниот час.